Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев. Господин Јанушев, парламент нема од февруари. Со истекувањето на вонредната состојба практично ниту владата нема да може да носи уредби со законска сила. Како според вас може да функционира државата 3-4 месеци без законодавна власт? Па ние веќе имаме ситуација каде што де факто, па и де јуре од 16 февруар до денеска функционира државата без собрание. Да, но со вонредна состојба кога владата носи уредби со законска сила. Точно, апсолутно се согласувам со ова што го велите, но при тоа да не забораваме дека ни 30% од донесените уредби, односно само 30% па и помалку од донесените уредби се однесуваат на вонредната состојба, односно на она што беше причина за вонредната состојба, тоа е коронавирусот. Се другото што владата си донесува е занимавање со она што се нивни лични интереси. Но да го тргнам во барем за момент ова на страна, во моментот кога се договара изборите, во моментот кога имавме распуштање на парламентот, донесување на решението за определување на датумот за изборите и се она што се случуваше од тогаш па намо никој не можеше да предпостави дека ќе се најдеме во ситуација во која што се наоѓаме. Едноставно, правнички кажано, имаме висмеар ситуација, виша сила која што предпоставувам и сакам да верувам дека никој од релевантните политички чинители не се надеваше или не сакаше да дојде до овакво нешто. Но факт е дека имаме таа ситуација и дека треба да најдеме начин како да ја надминеме истата. Надминувањето на истата е точно со одржување на избори. Но при тоа да не забораваме дека уште од првата средба лидерска која што содржа сите политички партии, односно лидерите на политичките партии, дадоа збор, се договорија дека што и да се прави во иднина ќе биде врз основа на консензус и договор помеѓу сите. Она што го гледаме периодов е дека еден од тие лидери, како што сме видели многу пати во минатото, неговиот збор ништо не значи и е многу вообичаено да си го погазува кажаното. Видите, СДСМ сака избори сега, надевајќи се на помал пораз поради помалата излезност. Може да објасните оваа теза? Тоа значи дека евентуалните гласачи на ВМРО ДПМН ќе бидат уплашени од коронавирусот и нема да излезат на гласање, оние на СДСМ ќе излезат? Под дефиниција во политичката наука, секогаш изборите се добиваат, односно ги добива политичкиот субјект, политичката партија, која што ќе има наклонетоста на, така речено, неопределените гласачи во едно општество. Исто така во политичката теорија, па и врз искуството што сме го имале на сите изборни процеси и овде во Република Македонија, е дека најголем дел или добар дел од неопределените гласачи ја поддржуваат опозицијата. А ако на тоа го додадеме и се она што се случуваше во изминативе повеќе од 3 години од страна на оваа влада предводена од СДСМ и ЗАЕВ, тогаш можеме веројатно да додадеме и некој процент повеќе во однос на ова што го кажувам пред малце. Значи вие сметате дека ова би влијаело врз неопределените гласачи? Влие врз сите. Но она што исто така го знаеме сите во држава, особено оние кои што се занимаваат со политика или правеле анализа на изборите, е дека ВМРО ДПМН, за разлика од било која друга партија, вклучително и СДСМ, има многу постабилно гласачко тело. Но она што е најбитно од се, не можеме ние додиме во избори кога се уште имаме вонредна состојба. Од друга страна имаме ситуација каде што првата вонредна состојба, периодот 15-16 март, се прогласи со просек од негде 6 заболени на ден, втората месец дена подоцна се прогласи со негде околу 36-7-8 заболени на ден, третава се прогласува со речиси 30. Значи, ние немаме намалување на заразените, немаме намалување на починатите, имаме во најдобар случај континуитет на број на заболени. Со што е подобрена здравствената состојба, односно справувањето со коронавирусот? Со изјавите на ЗАЕФ и останатите од СДСМ? Не. Значи, тоа се гледа врз основа на бројките кои што секојдневно се објавуваат. Ако велите дека сега не е време за избори поради бројот на заболени од коронавирусот и сметате дека тие треба да се одржат во август или септември, врз основа на што го темелите мислењето дека
тогаш тој период би имало помалку заболени отколку сега. Мислам, не треба да сте експерт за да видите, односно прочитате што кажува Светската здравствена организација или студиите кои што се појавуваат изминатиот период од страна на релевантни научници. Тука пред се реферирам на она што беше на студија од страна на британските научници, односно лекари, објавена. И едните и другите кажуваат дека се очекува драстично намалување на новозаболените во овој период на августи септември месец, односно дека она првична прогноза за вториот пик ја преместуваат во однос на почетокот на зимскиот период, односно намалувањето на температурите, што реално се очекува да биде негде периодот на, предпоставам, ноември-декември месец. Но истовремено постојат и мислења дека тогаш бројот на заболени може да биде поголем поради тоа што границите ќе бидат отворени, луѓето ќе шетаат преку граница, ќе одат на одмори и дополнително се повеќе има мислење дека топлото време практично и нема да влијае на уништување на коронавирусот. За тоа сме сите свесни и за тоа што една од работите кои што се обидувавме да ги наметнеме, да кажам, за дискусија на лидерската средба беше дека без разлика кој ќе биде датумот што ние заеднички ќе го договориме, дека на тој датум не треба да се гледа дека тоа е тоа и нема отстапување. Едноставно треба да се определи точно датумот, да биде тоа консенсуално со согласност на сите чинители, но внимателно да се наблюдува ситуацијата. И ако не дај Боже, ова што вие го предмалце го кажавте, односно го прашавте, се оствари, тогаш дека многу нормално дека ќе треба повторно да се одложат изборите, бидејќи ако не дај Боже сега имаме негде 25-30 заразени на ден, ако не дај Боже таа бројка расте, надвор од памет е да инсистираме да се оди на избори, бидејќи пред се станува збор за здравието и животот на граѓаните на Република Македонија. Постои ли во таков случај стравување дека можеме да влеземе во посериозна криза, бидејќи во декември истекува и мандатот на пратениците практично, и ако се зголемува бројот и понатаму кога би одржали избори? Видете, мандатот на пратениците, ако не се лажам, истекува ден пред Нова година, односно на 30 или 31 декември. Но тоа е помалку битно во овој момент. Да кажам дека не постои, колку и да е мал, нели, колку и да е мала таа бројка, но сепак постои таков ризик. Но од друга страна, ако веќе ја наметнуваме таа теза, тоа би значило, вака пластично кажано, тотално фијаско на владата во однос на справувањето со коронавирусот. Ако СДСМ одлучи да оди на избори во јуни, нека име со среќа. Ова е изјава на вашиот лидер Христијан Мицкоски. Господин Јанушев, ве молам конкретно, најава ли ова за бојкот на изборите? Јас се согласувам 100% со изјавата, бидејќи како што веќе не знам колку пати имам кажано во јавноста, невозможно е да има избори во јуни. Добро, најава ли за бојкот? Ќе ви објаснам само малце. Ако некој е спремен со прекршување на изборниот законник да си организира избори за да си ја зачува пред се партиската фотелја, слободно е како прави тоа. Зошто го велам ова? Вонредната состојба изминува на 30 мај. Така? Следствено на она што е пропишано во изборниот законник, истиот или ден после тоа, треба да продолжат, нели, во однос на уредбата действијата. За тоа да се случи де факто, па и де јуре, треба председателот на собранието да направи ново решение или измени и дополна на постоечкото решение и да го определи датумот кој што ќе содржат новите избори. Врз основа на тој датум треба да се извести Државната изборна комисија, за Државната изборна комисија да изготви нов роковник со сите действија кои што не се завршени кога е донесена таа уредба со законска сила, за да продолжи нели кампањата за до денот на избори. Тој рок со новиот роковник не може да биде пократок од 35 дена. Како ќе се организираат избори на 21 или 28? Не се само контрадикторни, се надвор од памет да се даваат такви несериозни и незрели изјави. Значи невозможно е, затоа што во законот е буквално секој рок пропишан. Во рокот еден ден таа институција прави тоа. Во рокот еден ден од приемот таа институција го прави тоа. Во рокот 15 дена од распишувањето, односно определувањето на датумот се става избирачкиот список на јавен увид. Да не забораваме тука дека треба на 3.500 избирачки места одново
да се определат, односно формираат избирачките одбори кои што ќе бројат по најмалку 5 луѓе, односно по 5 луѓе од администрацијата. За сите нив треба да се направи обуки и да не забораваме дека во избирачките одбори треба своји членови да дадат и најголемите политички партии, односно ние и СДСМ. Значи станува збор за некако 25-30 илјади луѓе. Најава ли ова за бојкот? Видете, не гледам зошто би најувал бојкот кога Ако има избори во јуни. нема да има избори во јуни од тоа што ја кажувам. Како ќе го направат тоа? Мислите дека Талат Джафери ќе потпише решение кој што е спротивно на закон за датум на избори? Кој ќе им го утврди датумот за избори? Како ќе го направат тоа? Невозможно е. Тоа ви го кажувам. Значи, депласирано е воопшто да разговарам за такво нешто кога нема како да се случи. Сами ќе си го пропишат со уредба со сила на закон датумот за избори. Кога член 12 став 1 од изборниот законот јасно кажува дека претседателот на собранието го определува датумот за избори. Ако одиме по таа логика, тогаш нема потреба да одиме на избори. Нека си донесат уредба со законна сила каде што ќе се прогласат за доживотни владетели на Република Македонија, нека си тераат така. Ако се одреди друг термин, согласно овие законски рокови кои што вие ги зборите, а тој е донесен без консензус со ВМРО ДПМН, се разгледува ли тогаш една како можна опција бојкотот? Видете, сите можности нормално е дека се разгледуваат, но јас искрено верувам дека тоа нема да се случи, дека сепак ќе се најде начин со консензус да се договори датумот на кој што ќе се одржат изборите. Господин Јанушев, беше објавена аудио бомба за Мицкоски, потоа и за лидерот на СДСМ Заев. Очекувате, стравувате од ваква изборна кампања? Дека очекувам, би ги ставил шансите 50-50. Дали стравувам? Не, воопшто не стравувам. Некои медиуми објавија дека вашата членка Слободанка Алексовска е женскиот глас кој што се слуша на снимката на која што се слушаат гласовите на Мицкоски и на Зоран Милевски. Точно е ова? Не сум бил присутен на средбата, не сум бил таму за да можам да потврдам или да негирам. Господин Јанушев, ви благодарам на одвоеното време. Благодарам на поканата. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.